Вечерва тука со нас е еден диџеј кој е несомнено еден од најпрепознатливите лица во Македонија, а слободно може да се каже и во светската сцена. Вечерва тука со нас Галоски настапува на The Fest. Кажи ми како си вечерва и што може да очекува македонската публика вечерва од тебе? Вечерва сум на The Fest во Дојран и посебна чест ми е што сум повторно тука во Дојран. Вечерва публиката може да слушне екстремно нова музика од мене, ексклузивна, што не е слушната на друго место, премиерно ќе емитуваме вечерва тука, како и новитети од електронската музичка сцена. Колку време ти требаше да се подготвиш за вечерва? Мислам дека веќе се спремам со месеци наназад, не само за овој фестивал, него за целото лето, за сите настапи што ги имам. Денеска направив само некоја преконтрола онака на нова музика, дали се склапа со мојата визија за настапот вечерва. Како ти се допаѓа македонската организација и дали може да се спореди со таа во светот, па Балканот и другите држави? Види, има голема разлика од град до град, како и од земја до земја, но мислам дека полека како доаѓа времето и ние се модернизираме и се носиме со фестивалите од светски рамки. Ти имаш несомнено светска кариера, настапуваш низ Кина, Јапонија. Кажи ми колку тоа те импонира, како достигна толку големо ниво на популарност и признание? Самите тие настапи кога настапуваш во метрополи како Токио, претходно имав настапи во Барселона, Осло, во Штутгарт, во Хамбург, знаеш, учиш големи лекции како публиката реагира. Надвор пробаш истото знаење што го учиш и од другите колеги надвор да го донесеш тука. Знаеш да вмрежиш повеќе знаење и да едноставно да уживаш во тоа што го работиш и да го пренесеш на публиката. Дали малиот Галоски, кога би знаел што го очекува во иднина, би верувал во тоа и колку би бил среќен? Мислам дека детето во мене се уште живее и дека тој Галоски од 14 години се гордее со оваа денешна верзија на Галоски. Кој е најлудиот момент што те си има случајно на сцена, на бина, дали на тебе, дали на публиката, дали имало некој луд момент? Не се сеќавам на такво, но се сеќавам на нешто пред настап. 2 минути пред мојот настап во Токио, вратата од тоалетот не се отвараше, се заклучив и буквално 10 секунди пред да требаше да се појавам на бина, некој од надвор ја отвори вратата. Дали имаше паника? Онака паника, буквално срцето стотка и самата таа трема ја пренесуваш на сцена и првата минута буквално не знаеш дали си на сцена или пак си назад на оно место кое што бе претходно. Што правиш пред настап? Дали имаш некои ритуали, нешто што правиш 5 минути пред настап? 30 минути пред настапот обожавам да бидам или во тишина или да слушам некој сет од некој од моите идоли. После настап првото нешто што го правиш? Идам дома, гледам цртане или у хотел си пуштам цртане и гледам мозокот го ставам на зено нака да одмарам. Каква музика ти слушаш во приватниот живот? Дали е тоа цело времето техно, хаос или можеби нешто друго? Слушам разновидна музика, но претежно е тоа нешто од електронската музика. Слушам премногу сетови од други диџеи, гледам да научам нешто, можеби ќе слушам некој новитет за кој немам претходно слушнато. Цело време е константно учење и надоградување. Колку социјалните медиуми во денешно време помагаат во изградба на кариерата на еден артист? Дефинитивно мислам дека социјалните медиуми се многу клучен фактор во било кој дел од модерниот живот, било што и да работиш, било што и да пробуваш да допреш до публиката, мислам дека е многу едноставно, исто како од секој од нас да поседува медиум. Имаш кажано дека во Кина имаш останато со 0 денари. Што се случи, како дојде до тоа и како се снајде со 0 денари во твојот джеб? Мислам дека и сега ако некогаш повторно се родам, би посакал иста да се случка да ми се случи затоа што тоа е моментот кога учиш највеќе во животот, како да се снајдеш во земја која никој не го разбира јазикот кој го разговараш, нити па они зборуваат ист јазик како тебе, но на крајот ќе се снајдеш. Може да кажеме дека ти си признаен артист од Дейвид Гета, па какво влијание има тоа врз тебе, дали ти импонира, колку си радосен за тоа? Дефинитивно тоа е еден огромен печат за мене како артист. Дейвид Гета, најголемо име во електронската музичка сцена и најголем хитмейкер во светот, 10 години поред врти моја музика во негови сетови, тоа е едно големо признание за детето и за веќе возрастната верзија од истото дете кој го живее овој сон. Со која светска звезда би сакал да направиш некоја трака, некој микс или да искочиш на сцена? Би сакал да имам песна со Тиесто, затоа што го сметам како човек кој ми е идол од самите почетоци. Јас сум диџеј
поради Тиесто, затоа што првото видео кога го погледнав од Тиесто беше моментот кога ме натера тоа да сакам јас да бидам диџеј. А која сцена ти е сон да искочиш на неа да настапуваш? Би кажал Tomorrowland, но мислам дека е тоа реално прашање само на време. Да се надам да ги се исполни. Во денешно време има многу диџеи, па дали е така лесно се стане диџеј преку ноќ или сепак треба да имаш талент? Имаме нададена на изјава, ќе ја повторам пак, во денешно време со оваа технологија и баба ми може да биде диџеј, но да умееш да го работиш истото треба да ти доаѓа од срцето и да бидеш амбициозен и да имаш стварно желба и страст со љубов да го работиш. Многу артисти исто така создаваат музика и со помош на некои напредни технологии како што е ChatGPT AI. Па дали според тебе тоа е вистинска креација на музика или не е признаена? Самата модернизација и како време го напредува напред, мислам дека ќе има такви други алатки, на пример Suno, тука се да помогна твојата визија како артист да ја созреат или да ја доградат. Добро е да искористиш од дел од тоа, но не 100%, нели? Да имаш и своја креација. Тоа би било исто како Пикасо кога би цртал некоја слика, ако дојдеш ти, ако дојдам јас и му кажеме дај стави тука една четка, тука една четка и целата таа слика на крајот би била сосема нешто друго. Така исто и со музиката. Мислам дека колку вложуваш како артист во тоа, така и се отсликува веќе публиката и тебе како артист. Ако не грешам, во 2018 година Ласер ти го има повредено окото и може да приметиме дека цело време си со очила за сонце. Дали имаш некои трајни последици и што се случи подоцна? Инаку супер ми е видот, кога ќе застанам онака некој половина час на светла кои се зелени, црвени или од овие плавиве, знае да почне да ми се лоши онака. И чисто ради заштита и кона шала го викам тоа од малери. Кажи ми дали некогаш во твојата кариера си ималете некои тешки моменти, предизвици и да сакаш да се откажеш од музиката? Да, периодот кога најмногу ми одеше во кариера беше моментот кога сакав да се откажам затоа што тогаш беше жив Авичи пушташе моја музика на Ибица, Hardwell, Tiesto, Swedish House Mafia, но у кариерата ништо не се случуваше, немав доволно финансии, баш бев онака на работа да се откажам, што ми имаше некоја мала искра која тука беше и викам не се откажувам, ќе гурам до крај. Која е најголема мотивацијата така во некои потешки периоди? Мајка ми, затоа што мислам дека е мојот супер херој сега и во сите следни 100 животи. Кажи ми дали музиката има одредена фреквенција и дали таа влијае врз расположението на луѓето? Јас сум убеден дека ние сите како индивидуа имаме некоја посебна фреквенција и дека сите ние зрачиме некоја енергија. Нормално да некого не му одговара таа енергија, нормално да на некого одговара повеќе. Мислам дека колку повеќе ние самите зрачиме позитивна енергија, така и рефлектира надвор од светот и добиваме исто назад. Сега имам неколку брзи прашања. Кажи ми, настап на отворено или во клуб? Клуб. Клуб или бич бар? Клуб. Клуб или некој вако фестивал? Фестивал. Фестивал или концерт? Фестивал. Ти благодарам Галуски, ти посакувам успешна вечер на The Fest. Фала ви, беше мило и се дружиме за кратко на фестивалот.